Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на нашата емисија Колосек. Се надавам дека во следните 40 на минути ќе успееме да го задржиме вашето внимание со мојата вечерашна гостинка. А со мене во студиото е господјата Снежана Бојчин од Сдруженијето за цистична фиброза. Господја Снежана, добре дојдовте во студиото на МТМ. Добре ве најдов и ви благодарам на поканата. Јас најпрво би ви се заблагодарила за времето кое што го одвоивте, да го направиме овој разговор и да ги информираме нашите гледачи, но да им помогнеме на граѓаните кои се соочуваат со оваа болест, како полесно да си го подобрат квалитетот на животот. Најпрво, еве би започнале со она основното, нели, првично што всушност представува цистична фиброза и дали станува збор за болест или за состојба? Така. Цистична фиброза е наследна генетска болест, таа е животозагрозувачка. Во некои од европските земји се нарекува состојба, во некои други се нарекува болест, во зависност од номенклатурата, начинот на кој што се дефинираат овие состојби. Во секој случај станува збор за болест која што болниот ја има од самото раѓање, со тоа што првите знаци на болеста може да се манифестираат веднаш по раѓањето, меѓутоа може да се манифестираат и подоцна во текот на животот, па дури и во 20-тите и 30-тите години од животот на пациентот, со тоа што во најголем број на случаи, околу 70% од болните се диагностицирани во првите неколку години од животот, најчесто до 7-та година од животот. Бидејќи станува збор за генетско заболување, постои широка лепеза на симптоми и потешкоти со кои што се среќаваат болните со цистична фиброза. Во секој случај, кај најголемиот дел од нив, станува збор за едно нарушување кое што ги опфаќа речиси сите внатрешни органи, со тоа што најмногу и директно засегнати се белите дробови, панкреасот, црниот дроб, цревата и некои други жлезди со внатрешно и надворешно лачење. Бидејќи се исто така засегнати и потните жлезди, потта кај овие дечиња и кај овие пациенти е посолена отколку што е потта кај нас останатите кои што ја немаме болеста, и поради тоа во некои земји овие болни или овие деца ги викаат солени деца. Бидејќи на нивната кожа често пати знаат да се појават дури и кристали на сол. Исто така, таа е позната и се почесто во последно време се употребува терминологијата невидлива болест, бидејќи и покрај сериозноста на самата болест, пациентите немаат никаква надворешна назнака за тоа со какви проблеми се соочуваат тие во животот. Како што реков, станува збор, сепак мора да нагласиме за сериозна животозагрозувачка состојба која што бара третман уште од најраното детство, што значи тоа е дел од целта на оваа емисија и уште еднаш да ви се заблагодарам на поканата, бидејќи што побрзо се диагностицирани дечињата со оваа болест, тоа се поголеми нивните шанси да преживеат и да доживеат средни години, односно да влезат во нивната посериозна возраст, 30-ти, 40-ти, па во западните земји веќе и во 50-та деценија од животот, односно 5-та деценија од животот. Така, кажавте дека станува збор за сериозна болест, меѓутоа, кои се првите симптоми по кои може да се препознае болеста? Доколку станува збор за новороденче, кај некој помал број од пациентите со цистична фиброза, првите симптоми се јавуваат уште веднаш после самото раѓање на бебето и најчесто овие бебиња се диагностицирани уште на самиот оддел на гинекологија, поради појавата на мекониум илеус. Тоа е една специфична појава кај овие болни кога бебињата не можат да ја исфрлат првата столица. Доколку не се манифестира овој симптом, бидејќи не задолжително дека кај секое дете со ЦЕФ ќе се појави, понатаму во првите години од животот родителите можеби треба да обрнат внимание дали
кожата на нивното дете е солена, оно што претходно го напоменав. Ако е посолена, тоа може да биде индикација за ЦЕЕФ, но би сакала да ги растеретам од притисокот. Тоа секако не значи дека нивните деца имаат цистична фиброза, туку може би само повеќе се потат. Инаку во однос на потењето, болните со ЦЕЕФ се потат исто како и другите луѓе, меѓутоа концентрацијата на солта во нивната пот е доста поголема. Другите посериозни знаци и доколку ги има поголем број кои што можат да го насочат родителот кон тоа да побара совет од матичен педијатар на детето, а потоа да биде упатен во клиниката за детски болести Козле, каде што сега се наоѓа центарот за цистична фиброза, е доколку кај детето забележуваат појава на чести респираторни заболувања, посериозни, кои траат подолго време, кои што се проследени со многу големи количини на исфрлање на секрет. Зборуваме за респираторни проблеми кои бараат детето често пати да биде хоспитализирано на болница. Ако покрај тоа, кај детето се појават и проблеми со столицата, со тоа што детето може да има почести столици, тие столици да бидат течни и мрсни, или пак може да има мал дел од пациентите со цистична фиброза напротив имаат спротивен проблем, имаат проблем со постигнувањето на редовна столица, односно кај некој од нив поради многу густиот секрет што се јавува во нивните црева, доаѓа до затнување на самите канали со тоа што тие не можат редовно да ја исфрлаат столицата, па кај некои посериозни случаи дури е потребен и хируршки зафат за да може да се реши тој проблем. Покрај тоа, други придружни симптоми се имањето најчесто голем апетит, меѓутоа слабото напредување на детето во тежина, па и во висина. Односно, доколку родителот забележи дека неговото дете не ја достигнува просечната висина на дечињата од неговата возраст и ги има покрај тоа и овие симптоми, секако дека е пожелно да се обрати на матичен лекар, со тоа што би сакала да напоменам дека тестот за цистична фиброза е бескрвен и безболен. Тестот се вика потен тест или на еден порелаксирачки начин на децата може да им се објасни како солен бакнеж, бидејќи за едно кратко време од 40 на 50 на минути се собира потта со апаратче од површината на кожата и потоа се прави анализа на концентрацијата на сол во собраното количество на пот, доколку е резултатот во границата над нормалата, секако дека постои оправдан сомнеж за цистична фиброза, а понатаму лекарите кои што се бават со оваа проблематика ќе го упатат пациентот, односно родителите, и на генетско тестирање и со тоа ќе се даде конечна потврда или ќе се отфрли сомнежот за постоење на цистична фиброза. Во секој случај кога еднаш ќе се појави сомнежот и кога ќе се направи тестирањето за цистична фиброза, многу лесно и многу брзо се доаѓа до резултатите. Така. А дали постои лек за цистична фиброза? Или само се подобрува состојбата? Така. Значи, во овој момент лек за цистична фиброза не постои. Ниту кај нас, ниту во Европа. Со тоа што од пред 2 години веќе постојат лекови кои што популарно во последно време се нарекуваат прецизни лекови или лекови за или персонализирана медицина. Тоа се 2 лека кои што одговараат на точно одредени генотипи на болните со цистична фиброза. Едниот лек се вика Калидеко, едниот лек се вика Оркамби. Тие не се присутни се уште на нашиот пазар, со тоа што секако ние се надеваме дека во рамките на буџетот за ретки болести кој што беше воспоставен пред повеќе од 1 година ќе се најдат и лековите за цистична фиброза. Ние бевме особено срекни, јас морам да нагласам и да ја поздравам владата на Република Македонија, која што конечно пред неколку месеци излезе во јавноста и
ги даде една официјална информација дека и цистична фиброза е ретка болест, бидејќи ние навистина како здружение многу напорно работевме изминатите 2 до 3 години да докажеме дека цистична фиброза е ретка болест. Така. А што може да се направи за да се подобри третманот на болните? Многу може да се направи за да се подобри третманот на овие болни. Во овој момент во нашата држава навистина постои само еден многу мал дел од потребниот третман, ке го наречам, за болните со цистична фиброза. Зошто го велам тоа? Болеста е, како што реков, мултисистемска. И многу сериозна покрај тоа. Поради тоа, за третман на овие болни се потребни една цела лепеза на лекови, на препарати и на помагала. Тука спаѓаат, значи, еве да почнам најпрво од симптоматолошката терапија. Кај нас има еден многу мал процент од симптоматолошката терапија што е потребна за третирање на болните со цистична фиброза. Ке нагласам дека не сите лекови им се потребни на сите пациенти, но оние лекови што им се потребни за таа група на пациенти се од животно значење. Поради тоа, присуството на целата лепеза на симптоматолошка терапија во Македонија е од исклучително значење за болните со цистична фиброза. Значи, ни требаат голем број на антибиотици, антифунгициди, потребни ни се лекови за црниот дроб, потребни ни се лекови за вештачка прихрана на болните со ЦЕЕФ, бидејќи дел од пациентите со ЦЕЕФ, мал процент, но повторно ќе речам за нив тоа е најважно, доаѓаат во состојба кога единствен излез за да се надомести изгубената телесна тежина е да бидат вклучени на вештачка дохрана која што се остварува преку гастростома. Би сакала да нагласам дека овој оперативен зафат кој што се води како еден од најлесните оперативни зафати е присутен во Република Македонија и храната за вештачка дохрана преку гастростома е исто така присутна во Македонија, меѓутоа за жал пациентите со цистична фиброза не се влезени во номенклатурата на компликации кои што се индицирани за да бидат, значи, прифатени од Фондот за здравство и да може бесплатно да се оствари овој оперативен зафат, а понатаму да ги користат бенефитите од постоењето на ваква вештачка исхрана. Го нагласувам тоа бидејќи не е ефтино и родителите и претходно се веќе изложени на енормни финансиски трошоци за лекување на болните на дечињата и на возрастните со цистична фиброза и понекогаш и покрај најголемите желби тие не можат да си го дозволат, тоа едноставно не можат да го дозволат, да си го дозволат. Понатаму за болните со ЦЕЕФ потребно е да има мултивитамински препарати кои не спаѓаат во официјалната група на лекови, но тие мултивитамински препарати и мултикалорични додатоци во исхраната за нив се од исклучително значење, а од исклучително значење се и за нашата држава, бидејќи децата кои што навремено почнуваат со примена на овие мултивитамински препарати, остануваат многу долго време во добра здравствена состојба, што значи е поевтинет нивниот третман. За нив од примерно значење е нивната добра здравствена состојба, а за државата од примерно значење исто така е и цената на коштање на третманот на болните со цистична фиброза. Понатаму болните во секојдневниот третман вклучуваат и мораат да вклучат, значи, најголем дел од нив инхалациона и физикална терапија. Значи, тие најмалку 2 пати во текот на денот и тоа кога се во добра здравствена состојба прават физикална терапија која потоа е проследена со инхалациона терапија. И за физикалната и за инхалационата терапија постојат помагала кои што ние сега ги набавуваме на приватна основа. Здруженијето прави напори колку што може повеќе да им излезе во пресрет на болните, меѓутоа сепак многу тешко е да се реализира тоа.
Така да за нас е исто така многу важно да бидат регулирани овие средства и помагала преку Фондот за здравствено осигурување, особено имајќи во предвид дека во нашата држава уште пред 6 до 7 години беше ставена на позитивната листа скапата инхалациона терапија. Таа скапа инхалациона терапија може да се користи само со соодветни помагала за инхалациона терапија. Така да понекогаш, немајќи доволно финансиски средства, родителите се принудени да купат ефтини апарати кои што не ги задоволуваат потребите на болните со цистична фиброза и ние едноставно можам да кажам имаме залудно трошење на скапите препарати. И да речам последно, иако секако не најмалку важно во ланецот на подобрување во третманот на болните со цистична фиброза е соодветната хоспитализација, со тоа што морам да напоменам дека од неодамна веќе е ставен во употреба Центарот за цистична фиброза, кој што ќе биде дел и е дел од детската клиника Козле, каде што конечно им се овозможени на пациентите со цистична фиброза соодветни болнички услови за третман, а тоа се соби со изолација. До сега болните со ЦЕФ поради несоодветните просторни можности во детската клиника, просторот беше тој, болницата е стара, така да мора да бидат сместувани по двајца во соба, што за нив е навистина од една многу неповолна ситуација, бидејќи болните со ЦЕФ имаат проблеми со специфични респираторни бактерии, тие не се заразни за останатата популација, би сакала тоа да го потенцирам, иако тие често кашлат и луѓето понекогаш стравуваат дека можат да добијат некоја инфекција или да се заразат од нив. Болните со ЦЕФ кашлаат и кога немаат никаква инфекција, затоа што во нивните бели дробови се создава поради генетиката на самата болест, се создава енормна количина на секрет кој што тие имаат потреба постојано да го исфрлат. Кога ќе дојде до инфекција, како што реков, поради специфичната состојба на белите дробови, поради секретот што го имаат, тие се приемчиви на еден друг вид на бактерии, кои што ние другите луѓе воопшто не сме чувствителни на нив. Станува збор за бактерии кои што се насекаде во нашето опкружување. Меѓутоа, болните со цистична фиброза се многу опасни еден на друг. Значи, кај нив може да дојде до вкрстени инфекции кои што може да имаат навистина трагични последици по еден од пациентите. Тоа е навистина трагично. Со кои потешкоти се соочуваат луѓето болни од оваа болест? Како што веќе и до сега кажав, најголемата тешкотија е да се стигне до соодветна терапија. Во Европа, во европските земји се користат над 90 формули различни на медикаментозни препарати. Кај нас едва и 30 се присутни, па и од тие 30 голем дел многу често недостасуваат, особено минатата година беше специфична по тоа што недостасуваше, например, венска терапија, а специфично е тоа што кај пациентите со цистична фиброза, значи доаѓа до влошување на белодробната функција, кои што бараат чести хоспитализации и долги хоспитализации. Според европските протоколи, пациентот кој што има потреба од хоспитализација е потребно да остане најмалку 2 недели на венска терапија и кога веќе се препорачува венска терапија, тоа значи дека неговата здравствена состојба е сериозно загрозена, така да многу е важно и многу е тешко кога недостасуваат овие препарати за венска терапија. Така да родителите и малкуте возрастни болни со ЦЕФ најчесто лековите ги купуваат приватно од соседните или од подалечните земји, што е, да речем, критично од два аспекти. Прво се изложени на енормни материјални трошоци
второ, знаете, станува збор за антибиотици, кои што се субстанции, кои што е забрането да се внесуваат од физички лица во земјата, меѓутоа кога е животот на детето во прашање, родителите се подготвени и прават се за да ги внесат тие лекови во земјата и да му помогнат на своето дете. Затоа еве ја користам оваа прилика да апелирам до здравствените институции што побрзо симптоматолошката терапија, која се уште не е достапна во нашата земја, да ја стават на позитивната листа на лекови или да ја стават во буџетот за ретки болести. На тој начин ќе се регулира редовен пристап до соодветна терапија на оние пациенти со ЦЕВ на кои што таа терапија им е потребна. Така, значи нема доволно терапија за овие заболени. А дали располагате со информации колку луѓе се заболени од ЦЕВ? Кај нас во Македонија? Така. Едно многу тешко прашање. Прашање кое што и нас не мачи, особено во последните 3-4 години, особено имајќи го во предвид дека регистерот на болни со ретки заболувања и особено регистрите за цистична фиброза веќе со години постојат во европските земји. Јас сега во овој момент би можела да шпекулирам и да зборувам за неофицијални податоци што ние како здружение ги поседуваме и меѓутоа кои што се добиени од различни извори и кои што многу се разликуваат едни од други, што нас како здружение на родители не прави уште позагрижени. Според едни податоци во Република Македонија има околу 150 болни со цистична фиброза. Според некои порелевантни за нас податоци има околу 100 пациенти со цистична фиброза, што е многу загрижувачко за нас, особено имајќи во предвид дека уште во 2007 година ние имавме еден неофицијален податок дека има 97 пациенти во 2007 година, а според исто така неофицијалните информации, годишниот прилив на регистрирани болни со цистична фиброза е од 6 до 12. Што значи ние би требале да имаме де факто над 150 пациенти со цистична фиброза. Затоа ви благодарам на прашањето и ја користам оваа прилика да апелирам до здравствените институции да што поскоро излезат со официјален регистер на болните со ЦЕВ. Тоа за нас е особено лесно, бидејќи за разлика од некои други диагнози каде што има илјадници пациенти кои што се лекуваат во различни клиники, па знаете многу е тешко да се соберат и да се сумираат сите резултати. Кога станува збор за цистична фиброза, проблемот е многу лесен за решавање, бидејќи сите болни со цистична фиброза до сега беа регистрирани и беа водени во клиниката за детски болести, така да сите информации се присутни таму. Предпоставувам дека е само технички проблем да се досредат сите информации и да добиеме еден регистер како се движел бројот на пациентите со цистична фиброза во последните 15 до 20 години, бидејќи 20 години како постои одделот за цистична фиброза при клиниката за детски болести, од кога и официјално сите пациенти со цистична фиброза се водат, значи, во нивниот регистер. Така. Снежана, овде ќе направиме една кратка пауза да го погледнеме краткиот рекламен блок, а потоа, почитувани гледачи, се враќаме повторно назад во студиото и со вториот дел од разговорот.